Што погледнавте веќе и во најавата, 100 години постоење Институт за јавно здравје одбележуваме денеска. Добро утро и добре ни дојдовте. Со нас ова утро се разбира по овој повод е раководителот на Оделение за здравствена безбедносна храна при Институтот професор доктор Гордана Ристовска. Честитки за овај навистина убав, значаен јубилеј. Јас не знам, не паметам кога сум имала прилика да говорам за 100 години постоење на некаква институција. Секоја чест. Да, ви благодарам на честитките. Ви благодарам и на поканата и можноста еве да го презентираме овој многу значаен јубилеј пред се за нас како институција, меѓутоа и за целата држава и за нашето население, бидејќи работиме за здравјето на нашето население, како што ние велиме за јавното здравје. Браво. Професорке, кои се и какви биле условите кои довеле до поставување на основите на денешниот Институт за јавно здравје? Да, интересно е да се следи историјатот од основањето. Да. Значи, во далечната 1924 година е формиран Заводот за тропски болести. Тоа е, значи, првата институција од превентивен карактер. Зошто е токму така наречена? Заради тоа што во тоа време била актуелна многу маларијата, односно имало голем број заболени од маларија и се работело многу во однос на искоренувањето на маларијата, како што ние велиме, односно во превенцијата да се намали бројот на заболени, а потоа во лекувањето, нели. Интересно е тоа, дури до 1973 имало континуирани, да речеме, активности, кога го добиваме сертификатот дека конечно сме ја искорениле, односно сме ја елиминирале маларијата. Покрај маларијата, тогаш биле актуелни и други заразни заболувања и исто така многу се работело на здравствено просветување на луѓето, значи за и во однос на формирање на првите хемиски и микробиолошки лаборатории за тестирање на покрај на хумани материјали, на храна, на вода и лекови. И сето тоа се случува во овој Завод за тропски болести, кој со текот на годините го менувал името, најчесто Хигиенски институт или Централен хигиенски завод и така натаму. Браво. Инаку на нашата масичка овде ја имаме и монографијата, која што е всушност само е промоција на оваа монографија 100 години Институт за јавно здравје, една од начините на кои што го одбележувате овој еден век постоење. Колку време се работеше оваа монографија и кои заеде се учествува? Значи, овој јубилеј представуваше истовремено и предизвик еве нешто да оставиме и за следните генерации, да го документираме нашето постоење и работење. Во оваа монографија учествува фактички уреднички тим од вработени од Институтот за јавно здравје, кој што јас го предводев. Значи, секој од раководителите во институтот даде свој придонес во однос на активностите во последните 20 години, бидејќи за 80 години исто така имавме монографија, со тоа што сега нели кратко се осврнавме на историјатот, но повеќе акцент дадовме на последните 20 години да го прикажеме развојот на институтот, како ги следи современите технолошки и научни текови. Бидејќи во последниве години постојано зборуваме за медицина базирана на докази. Значи мораме и во таа насока да го следиме развојот. Особено заради тоа што во институтот постојат и лаборатории од областа на микробиологијата, од областа на контаминација на храната и водата, следење на квалитетот на храната и водата, за да можеме сето тоа да го правиме, нормално дека треба да го следиме и современиот технолошки развој. Секоја чест. Не е непристојно ако прашам колку години сте вие дел од Институтот за јавно здравје? Јас сум околу 23 години вработена во Институтот за јавно здравје, меѓутоа тоа ми беше второ вработување.
Па и не е малку, 23 години воопшто не е малку. Мислам дека тоа се најпрогресивните години во технолошка смисла и развој на интернетот и се останато, за да можете да бидете сведок на многу чекори напред движејќи се. Кажете ни, кои се поголемите, поглавните, клучните активности со кои што се занимава Институтот за јавно здравје? Значи, ќе морам да ги споменам оделите, одел за епидемиологија, чија главна активност е следење, рано откривање и превенција на заразните заболувања. Оделот за епидемиологија, верувам сите наши, односно епидемиолозите ги запознаа сите наши граѓани во текот на пандемијата со COVID-19, бидејќи беа многу активни, тие се секако активни. Меѓутоа, знаете колку беше... Слушавме за вас. Секој ден по 5 пати минимум. Ете така, нашите извештаи, нашите епидемиолошки анкети, колку се заболени, што е превземено, колку се хоспитализирани и така натаму. Се разбира во соработка со другите институции, никогаш сами тоа не можеме ние да го направиме, со регионалните центри за јавно здравје, кои исто така придонеле за овој развој. Понатаму имаме добро развиен одел за микробиологија, каде што ќе го истакнам посебно оделението за вирусологија, каде што се прават овие вирусолошки тестирања во однос на изолација на вируси, во однос на секвенционирање на вируси. Ете, тоа е, да речеме, нешто најново што го воведовме во последниве 4 после пандемијата, значи, па така, 4 години ќе дојдат. Понатаму, имаме одел за здравствена екологија, каде што се прави анализа на различни опасности од животната средина на кои ние луѓето сме изложени, односно проценка на здравствените ризици. Понатаму некого да не заборавам, одел за здравствена статистика, многу важен за целиот здравствен систем, бидејќи тука се собираат сите податоци и се обработуваат во однос на заболувањата и морталитетот од различни заболувања. Зошто е тоа важно за креирање на идните здравствени политики? Мораме да знаеме каква ни е здравствената состојба на населението, ако сакаме да креираме здравствени политики кои што ќе бидат во функција на унапредување на здравјето. Имаме посебен одел за здравствена промоција. Тука е акцентот ставен на здравствено просветување на населението, значи се подготвуваат многу материјали, кампањи, публикации во однос на подигање на свеста за здравјето кај населението, пред се на животниот стил. Знаете, бидејќи стилот на живење има големо влијание врз развојот на хроничните незаразни болести. Значи, не ги третираме само заразните болести, туку и незаразните болести, со цел да го продолжиме животниот век, да го унапредиме здравјето на луѓето. Затоа во слоганот стои чувар на вашето здравје или чувар на јавното здравје. Секоја чест, рековме само 23 години, иако не се малку дел од Институтот за јавно здравје, но верувам во овие 23 години сте сведок на многу големи достигнувања. Кој од најголемите достигнувања во овој минат век, кој што е обележен во монографијата, ќе би ги акцентирале или ги би потенцирале ова утро? Веќе го споменав тоа секвенционирање на вирусите и метагеномска детекција. Тоа е во областа на вирусологијата. Во однос на од областа на здравствена екологија би го и воопшто сите одели би го потенцирала тоа учеството во мултисекторски тимови и во креирање на стратегии и акциони планови кои што треба да бидат еден патоказ каде треба да се движи државата во однос на креирање не само на здравствените политики, туку и на останатите политики, заради тоа што здравјето не се состои само во здравствените политики, значи и во однос на, да речам, во политиките за животната средина, например, заради тоа што треба да... Не смееме да ја занимаруваме, да. Од таму, поготово ако знаеме дека најголем проблем во нашата средина не е загадувањето на воздухот, значи тука исто така имаме учество.
би ја истакнала исто така и соработката со меѓународните институции, значи имаме редовна соработка со Светска здравствена организација, со Европскиот центар за контрола на болестите, исто така дури и со Центарот за контрола на болести на Соединетите американски држави, и сега и со некои други европски агенции во однос на детекција на микроорганизмите и така натаму. Колку институтот успева да ги следи современите трендови во превентивната медицина? Се трудиме да ги следиме, сметам дека успешно ги следиме, иако секогаш нели постои простор за подобрување. Еве тоа не го споменав, например во институтот се одржува и постои, функционира автоматски мониторинг систем за радиоактивноста на животната средина, и тоа е сега единствен во државата, и преку тоа испраќаме информации нели и во другите интернационални организации, пред се во Меѓународната агенција за атомска енергија, и тој систем беше во последнава година зајакнат со нови мониторинг станици. Да, продолжуваме да го напредуваме јавното здравје, така? На кој начин, на што сте сега фокусирани? Видете сега, кардиоваскуларните заболувања се број 1 причина за смртност кај населението, и тука и малигните заболувања, да не заборавиме. Значи, во тој поглед учествуваме во однос на промоција, едукација на населението, но исто така учествуваме и во спроведување на програмите за скрининг за рано откривање. Сметаме дека на тој начин значително би се, доколку болеста се открие на време, може да се превземат мерки нели за рано третирање, со тоа што третманот не останува, не се одвива кај нас, се одвива во здравствените институции од областа на куративата. Да. Многу среќа на сите пациенти кои што поминале низ здравствениот систем. Посакувам успешна разрешница на било какви нивни здравствени проблематики. Честитки на сите ваши колеги од институтот, на сите кои што 100 години ја граделе оваа успешна приказна, па и слава и почит за оние кои не се веќе меѓу нас. Верувам дека за некој следен јубилеј повторно ние ќе говориме за убави нешта и повторно ќе охрабруваме луѓе да бидат дел од овој институт, бидејќи здравјето, како што рековме, е најважно за да можеме да креираме други успешни политики. Ви благодарам многу што ова утро бевте наша гостинка. Ви благодарам и на вас за возможноста. Честитки за овој 1 век постоење на институтот.